кои што го одбележуваат и денешниот датум на кој што редовно ве потсетуваме во рамки на Македонија денес. А тука веќе е време и за нашата денешна прва тема и соговорничка. Драго ни е што повторно во еден позитивен дух се надеваме дека ќе имаме убав разговор, затоа што овој пат темата ќе биде инспирацијата, креацијата и реализацијата. Секој од нас веројатно на различни места и на различни начини се инспирира, но во секој случај добро е тогаш кога инспирацијата е присутна за да можеме да ги реализираме сите наши цели и веројатно да се чувствуваме поубаво и поисполнети. Да, најважно е кога ќе заврши целата инспирација со реализација и кога ќе успееме она што не инспирирало, она што сме го креирале на крајот и да го реализираме, да заврши се со еден позитивен успех. А секако за оваа тема ќе зборуваме со нашата соговорничка, како што кажа Јана, позитивно расположени во студиото и секогаш кога таа е дел од нашата емисија и кога денот го започнуваме со неа, морам да ви признаам дека целиот ден ни поминува во позитивна енергија. Ја најавуваме секако на огромно чест и задоволство нашата редовна гостинка Марина Анчевска, НЛП тренер од Центарот за бизнис психологија. Добар ден и добре дојдовте. Добре дојде. Вау, каков увод. Па сега мора да го задржиме темпото со позитивна енергија, со вас секогаш максимално расположени. Да, баш ми е мило, тоа е и всушност инспирацијата нели од натре доаѓа. Така, меѓутоа е убаво и едни со други да се инспирираме, а тоа е со позитивна енергија, како поинаку, со насмевка. Да, многу малку работи се потребни за човекот да се инспирира. Да. Не е нешто тоа што бара од да биде нешто големо, да биде нешто огромно. Малите ситни работи можат да предизвикаат инспирација кај секого, нели доколку гледаме така на нештата. Секако еве моето патување од дома до тука со такси беше исто така инспиративно во разговорот со шоферот во таксито. Во секој сегмент, секаде ние можеме да ја најдеме инспирацијата, меѓутоа од нас зависи дали сме ние насочени кон инспирацијата или бараме тоа што недостасува. Постојано луѓето барат, леле, ова немам, тоа не ми се случило, ова не ми се случило, не гледаме колку всушност на другата страна и убави работи ни се случуваат. Среќа што сме здрави, например, тоа е исто многу значено. Тоа, кога ќе го изгубиме здравието, веќе сме во друга димензија, меѓутоа додека имаме се, навистина е жално да не се радуваме. Честопати ни се случува и покрај позитивните околности, ете како што кажавте, ги имаме сите услови за да можеме да водиме еден нормален и убав живот, секако. Ни се случува да не знаеме да го забележиме тоа, повеќе да сме насочени кон негативните нешта или да бидеме премногу критични самите кон себе си. Каде е разликата, како да се почне таа промена, како што велите, и во најмалата работа да се види позитивната и убавата страна? Тоа и мене ми се случува, значи не е тоа дека јас сум 100% насмејана. Во такви моменти, всушност од лично искуство ќе се зборувам, ми се случува кога се губам себе си. Значи кога онака не можам да се најдам себе си, сум всушност надвор од себе. Кога веќе си надвор од себе, не си во контакт со себе си, губиш инспирација и мотивација и само го гледаш тоа што ти недостасува, всушност ја гледаш празнината во себе. А ние секој од нас има моменти кога чувствува празнина. И како се враќаш повторно во себе, тие, можам да кажам, со текот на искуството и животот нормално поминат, тие моменти на излегување од себе кога си изгубен и враќањето се пократки. Порано сум била, например, со денови сум се чувствувала празна, меѓутоа можам сега многу брзо да ги правам тие шифтови. Важно е во себе си, прво е важно да го чувствуваш телото, значи звучи можеби многу едноставно, меѓутоа кога си несреќен, кога си тажен, кога не можеш да ја видиш убавината во било што, всушност не се чувствуваш себе си, значи не си во контакт со телото. Мене најмногу ми помага вежбањето, ќе одам ќе се истрчам или ќе возам точак или ќе се прошетам некаде и веднаш чувствувам дека постојам и полека чувствувам како се враќам во себе си. И тоаш повторно се прашуваш себе си, што е ова што ме натера да излезам од себе, да се чувствувам така. Внатрешниот диалог е важен да го освестиме. Што се зборуваме себе си? Затоа што тоа е една книга, ние постојано што несвесно ја читаме и ни се врти во главата, тоа е навистина момент за да престанеш да се вртиш во тој вртлок, треба да направиш нешто сосема поинако. А тоа сосема поинако е да го отргнеш вниманието на нешто друго. Дали ќе биде тоа преку телото или преку музика или танцување или колку танцуваме.
Се помалку. Се помалку секако реагираме на звуците на музиката, но веројатно како што кажавте и вие, тоа е еден од начините на кои вие успевате да ја вратите инспирацијата и позитивната енергија, но не секогаш можеби расположението зависи од самите нас, некогаш и околината која што не обкружува, може со своето присуство, со своите коментари, со своите забелешки да делува на нашето позитивно расположение и едноставно некако да ја цицаат позитивната енергија од нас, па тука да ја губиме инспирацијата за создавање на нови нешта, слушајќи ги зборовите дека не, тоа не треба да го правиш, не, тоа ти не можеш. Тоа е исто интересно. Кога доаѓа нешто од надвор, пак е до нас, како ќе дозволиме тоа, сите тие зборови или сето тоа што се случува во околината, ќе влезе па во нас. Че ние секогаш примаме, меѓутоа, ние не можеме да ја смениме околината, така? И некои луѓе кои што се негативни, кои постојано нешто не изборуваат или сакаат да не спуштат надоле, ние не можеме да ги смениме. Можеме да се смениме себе си, начинот на кој што реагираме на околината. Секогаш во околината ќе има и позитивни и негативни работи ќе се случуваат и во нашиот живот. Животот е процес, не е секогаш дека ние сме горе и секогаш ќе останеме во таа зона на комфорт. За жал се случуваат и работи кои што може да не спуштат целосно долу. Меѓутоа на нас е колку време ќе дозволиме, значи тие околности или тие случаи да ни влијат, за ние постојано тие да ги носиме во целиот наш живот. Околината секако дека влијае, меѓутоа како што кажав, ние кога разговараме со луѓе, ние може веднаш да почувствуваме дали информацијата влегува во нас или останува некаде. Ние може да бидеме присутни, значи емпатично да слушаме се, меѓутоа не мора ние се да зимаме на срце или на душа, така не помагаме. Што би било, јас работам коучинг, работам постојано со луѓе, тренинзи, има секакви приказни, значи многу тажни приказни. Меѓутоа никогаш не би можела да помогнам ако ја плачам со луѓето и тагувам и се, значи мора да се направи некаква, не е тоа дистанца, туку да се направи, како да кажам, значи информацијата да не влегува премногу, за да не се измеша со твојата информација, за да можеш да останеш при себе и да можеш да реагираш соодветно. Иначе ако измешано, не знаеме од каде оваа негативна енергија, моја или од надвор ја примив. Значи како во домот, не пуштаме секој кој ни зазвони на врата да влезе, така и со влијанието врз нашите мисли и нашите чувства. Мораме да оставиме вратата понекогаш затворена. Информацијата постои. Меѓутоа на нас е што правиме со таа информација. Како ќе ја доживееме. Таа информација секако ќе постои дека нешто лошо се случило или негативно. А се учи ли човекот да не ги прима тие информации, да не ги зима здраво за готово? Се учи? Да. Секако тоа е многу лесна техника, ќе кажем. Да, на некој начин ете ќе се надоврзам, вие кажавте, јас самата знам да почувствувам, еве, во последно време многу побрзо, кога нешто треба да променам или кога не е во ред, немам доволно инспирација или не се чувствувам како треба. Меѓутоа, веројатно има и примери кои што можеби живеат во некоја рутина или таа монотонија, да кажеме, трае подолго време и за нив можеби станува вообичаена ситуација и такво е нивното секојдневие, можеби се помируваат со самото тоа и учат да се носат. Прашањето ми е дали единствено самите ние сме тие кои што можеме да си помогнеме и треба да седнеме и да се запрашаме или тука можеме и да добиеме понекогаш и помош. Инспирацијата доаѓа и однатре и однадвор. Инспирацијата може да биде да се отиде на некоја работилница, да се слушне ваков разговор, да се прочита некоја книга, да се прошета некаде па ќе се сретне некој пријател па ќе се разговара. Значи инспирацијата е секогаш и во нас и надвор од нас. Пак е до нас, ние самите колку сме ние љубопитни за да ја побараме таа инспирација, затоа што инспирација постојано има. Постојано нешто се случува, меѓутоа на нас е на што сме насочени. Дали сме насочени на тоа што ни недостасува во животот или го гледаме тоа што веќе го имаме, па како тоа да го надополниме. И тоа се учи, тоа е исто е како да одите во теретана. Еднаш ако отидете во теретана и кренете тегови, нема мускули. Значи, така и со менталната гимнастика, ете да ја наречам на некој начин. Значи, мораме постојано да ја надополнуваме и да ја храниме.
Ние секако ќе ги поканиме и гледачите на Македонија денес да се вклучат во нашиот разговор и секако да постават прашање или да дадат свој коментар на денешната тема. Зборуваме за инспирација, креација и реализација. Секако сакаме да го чуеме вашето мислење и она на кој начин вие се инспирирате, креирате и она најважното реализирате се што ќе поставите како ваша цел. Не е доволно само да се инспирираме и да останеме инспирирани. Мораме да одиме понатаму со сето она што сме го зацртале во дадениот момент. Креацијата е многу важен и значаен момент во животот на секој човек. Сите сме на некој начин креативни, сите знаеме на некој начин да креираме нешто ново и да создаваме и тоа всушност ја прави убавината на животот. Да, креацијата е прво во нашиот ум, па потоа таа се трансформира, значи се реализира во секојдневието. Сето ова што постои во светот е всушност, освен природата нормално, е креација на човечкиот ум. Значи, ако може да постои Дизниленд, нели, како порано што не верувале дека може да има такви машини и се, Дизниленд верувал во тоа, прво го креирал во својата глава, па го реализира, значи се може да се искреира. Меѓутоа, прашањето е колку ние се осмелуваме да сонуваме, нели? И кога го губиме сонувачот во себе. Кога е тој момент, ја често пати се прашам, има периоди кога ете така си целосно во работа внесен, може да се случи и со месеци, одеднаш се прашуваш каде е сонувачот. Дали постојано ќе го правам секојдневието тоа што треба да го правам или ќе си дозволам себе си повторно да сонувам за да направам некаква промена. Има 3 позиции во кои што ние постојано се движиме. Сонувач, реалист и критичар. Често луѓето живеат во реалистот. Па сега тоа е тоа, нели, ова е реалноста, не може повеќе и толку. Има луѓе кои што постојано критикуваат дали себе си, дали се другите, а тие што прават големи работи, тие се сонувачите всушност. Меѓутоа не може да се биде само сонувач, да имаш инспирација, нели, ако не го искреираш тоа и ако не го реализираш. А за тоа ти се потребни и критичарот и реалистот. Затоа што реалистот ја дава она подлога, нели, да застанеш со двете нозе на земја, дали е вистински ова реално, тука е и прашањето дали мојата цел е еколошка, дали е добра за мене, дали е добра за другите околу мене и за целата околина. А критичарот ги дава оние точки за акција. Значи, на што треба да обрнеш внимание, што е тоа што треба да го направиш подобро. Значи, сите 3 ни се потребни. Затоа е прашањето кога го изгубивте сонувачот. Да, колку за да се постигнете тој баланс помеѓу овие 3 сегменти кои што сега ги зборувате, веројатно не толку лесна задача. Колку е за тоа потребно и човек да се обидува и никогаш да не се откажува, особено кога станува збор за креирањето. Можеби не сите идеи ќе се покаже дека биле добри и позитивни, меѓутоа понекогаш доколку не се обидеме да го оствариме тоа што сме го замислиле, нема ни да знаеме дали идејата била добра и позитивна. Не е толку тешко колку што мислиме дека е. Само е момент на освестување. Че дали сум сега во реалисти, дали тоа ми користи во овој момент, дали сум критичарот. И можеби соништата не се толку важни како патот до соништата. Некогаш ќе си замислиш нешто, меѓутоа ќе излезе сосема нешто друго, меѓутоа на тој пат се научил многу повеќе отколку остварувањето на целта. Секако е убаво да се имаат соништа и фантазии и цели, затоа што прават децата како мали? Децата постојано сонуваат. И многу од децата уште од мали веќе знаат што сакаат да бидат кога ќе пораснат. И многу од нив го остваруваат затоа што можеби имале поддршка од фамилијата, што родителите кои што верувале во нивната фантазија. Че се е возможно. Кај нас се уште постојат стереотипи дека со уметност и музика не можеш да успееш. Меѓутоа имаме успешни и уметници и музичари. Значи е возможно за оние во кои што веруваат, кои што тоа реално го изреализирале. Да, и вие секако постојано се инспирирате, креирате и реализирате и имавте навистина многу убав сон да се преселите на нова локација со вашиот центар за бизнис психологија. Секако тоа е еден од соновите кои што го имавте сонувано, сега е веќе реализиран. Се наоѓате на нова локација каде што ќе ги примите сите оние кои што сакаат да научат нешто повеќе за бизнис психологијата и токму можеби и на овие теми. Па ете, вашиот сон е остварен, сигурно дека сега имате
и нов сон пред вас. Секако, нема крај. Јас тоа викам, ако престанеш да сонуваш, за мене е завршен животот. Затоа што животот е постојана креација. Тоа што е сега во моментот, по половина час веќе не е исто, и по неколку минути веќе не е исто. Значи, ако ние не се менуваме со животот, животот ќе не натера да се смени. И сега новите локации ви инспирираат дополнително? О, да, секако, затоа што е сосема поинаку, нели? Друга е енергијата, поинаку изгледа и луѓето веднаш поинаку се чувствуваат. И кој ќе исто така кој ќе направиш некаква промена, нешто се менува и кај тебе. Одеднаш си можеби побуден, поинаку се однесуваш и поинаква креација, поинаква инспирација ти доаѓа. Сега и јас тоа чувствувам дека се спрема нешто ново, се крчка. Секако дека промените се многу значени, кога веќе ги споменавте, секоја сама промена на било што ќе го направиме во нашиот живот, дополнително внесува нова инспирација и некако не води кон некои нови патишта. Тоа е клучот, да можеш да се осмелиш, да направиш чекор за да излезеш од зоната на комфортот. А најчесто луѓето се плашат од промена. Да. Тоа е грешка според вас? Па грешка не е, меѓутоа стил на живење на некој начин. Зоната на комфортот е исто така убава, да се разбереме. Ја некојаш викам, вау, како не остане оваа зона на комфорт подолго отколку што може, меѓутоа е невозможно. Затоа што ако ти постојано сакаш да не го менуваш животот, да не си со процесот, ти се мачиш себе си. Затоа луѓето немаат енергија, се тажни, се несреќни, све ги боли, главоболки, грбот, едно друго, затоа што се борат со најосновниот животен процес на промена. Сакаат да останат во зоната на комфортот, а тоа е невозможно. Дека и таа зона на комфорт станува невозможна. И за здравието, и менталното, и физичкото здравие. И затоа викам, ако самите не направиме некаква промена, ако чувствуваме дека е време, тоа животот ќе не натера да ја направиме. Да. За жал. Вашиот начин на живот, сето она што го работите во секој случај го вклучува фактот дека сте инспирација за останатите. Во текот на овој месец имавте инспиративен караван кој што се случи во Битола, така што сакам малку да ве прашам каква беше и таму атмосферата, какви се реакциите на луѓето кои што се дел од ваквите настани, дали можете да видите во нивните очи и на нивните лица дека сепак од таму заминуваат инспирирани? Да, секако, затоа што повторно не поканија да дојдеме во Битола. Значи, тоа беше да кажам, првото патување, првата станица. Не беше толку добро најавено од наша страна, бидејќи јас бев во селење, немавме многу време, меѓутоа тие луѓе што беа, некогаш е доволно и еден човек да направи промена и тоа се чувствува. Тоа е исто така како во едно мирно море кое ќе фрлите камче и ќе направи бранови. Така, сега продолжуваме ние понатака, повторно одиме во Охрид, ние средната дестинација на 14 јуни и сега ќе го направиме малку поинаку, затоа што имаме повеќе време, значи да се организираме. Меѓутоа, инспирацијата доаѓа и сега на луѓето е дали ќе ја прифатат или не. Како изгледа тоа едно дружење со луѓето кои што доаѓаат на овој инспиративен караван? Секако дека своето присуство веројатно дека треба да го пријават на социјалните мрежи. Има некаде линк каде што можеме да ги упатиме. Еве охриѓани, оние што се сега во близина на Охрид, секако ќе може да го искористат убавото време, преубавиот град, на навистина убав начин да се инспирираат. Има, значи, наслов на Facebook, инспиративен караван се вика, и на него ќе објавиме од денеска, ќе се стават информациите за Охрид, за местото каде ќе се организира, така да инспиративен караван и на тоа стои сликичка автобус, бидејќи сите ние патуваме во животот во еден свој уникатен автобус, така? И многу е важно каде вози автобусот. Дали има некаква дестинација, подејќи секој автобус има 57-ца оди во Козле, значи сите автобуси си имаат дестинација. Каде вози вашиот автобус? Слободно движење. Тоа е интересно, да. Или дали сте шоферот, дали го држите воланот или па седите позади и викате мајсторе лево, мајсторе десно, па ако се сврти десно, не ви одговара, вие сте сакале лево. Значи, кој е тој што го води вашиот автобус? И е интересно прашање, исто така имам сретнато луѓе кои што се возат во туги автобуси.
Така да. Тоа е една посебна позиција, да. Сања го постави тоа прашање кога околината или некоја друга личност влијае врз сето она што ние можеби го имаме како идеја и целиме да го реализираме. И веројатно најмногу се веруваме себе си тогаш кога одредена идеја ќе успееме да ја реализираме. Тоа некако најмногу ни дава храброст дека можеби и следните наши идеи се добри и да можат да бидат реализирани. Дали всушност тие наши успеси е неопходно на некој начин да ни се случат за да ја добиеме потребната храброст и понатаму во животот и повисоките скалила да успеваме да ги искачуваме. Многу успешни луѓе многу пати не успевале, па сепак оделе напред. Важно е колку влијае околината. Верувајте, јас кога се вратив од Холандија и кога реков јас ке работам НЛП во Македонија, немаше човек што ми веруваше. Може на два прста да ги избројам, не на цела рака. Меѓутоа вие верувавте. Значи, вербата доаѓа од натре. Тие лимитирачки верувања ние што ги имаме, тие може да бидат и, за жал, од околината и од најблиските. И посебно од луѓе кои што викаат, не можеш ти тоа, не ти е добра идејата, кај па сега тоа, затоа што немаат своји идеи. И затоа не веруваат дека нешто е возможно. Значи, важно е ние самите прво да знаеме што сакаме, а што ќе каже околината, искрено да ви кажам, мене па и не ми е толку важно дали ќе веруваат во мојата идеја или нема да веруваат, затоа што ако јас нема да се исполнам, јас ќе бидам несреќна. Значи, треба прво човекот самиот од себе да појде и да биде среќен со она што го прави. Секако, како што и вие рековте, комфортната зона е убава, но некогаш треба да се излезе и од неа. Наспрема сите личности околу нас кои што можеби не попречуваат во тоа, но промените кога се многу чести. Колку тука може да имаме штета ако многу често менуваме работи? И тоа е интересен момент, убаво прашање, затоа што и честите промени всушност укажува на некакво незадоволство. Меѓутоа, пак е и тоа дискутабилно, затоа што јас кога бев помлада, значи све пробував. Сите тренинзи што постои, работилници, сегде одев, меѓутоа сега кога ќе се свртам наназад, се било тоа искуство. Тоа е се некаде се вклопило. Меѓутоа, барањето на себе си е всушност, таа книгата од Пауло Коелјо, Алхемичарот, нели, кога патува низ целиот свет, за повторно да го најде богатството во дрвото кај него, во дворот. Че каде и да одиш, ти себе си се носиш, сите тие патувања или нови работи ни се потребни за да се доближиме се поблиску до себе си. Меѓутоа, ако со секој тоа некоја нова работа ние се повеќе се оддалечуваме од себе си, тоа ше со знак прашалник дали се движиме во вистинскиот правец. Меѓутоа, секој новитет носи нешто друго. Секоја нова личност за познавање пак кажува нешто за нас. Да, понекогаш сме навистина во дилема дали одредена промена да ја прифатиме, особено кога доаѓа нели од околината. Дали е вистинско време да промениме нешто, да го смениме секојдневието начинот на живот. Постои ли начин да знаеме, да бидеме уверени кога е време за промена? Тоа не се знае додека не пробаме. Меѓутоа, важно е да се измери. Значи, што е тоа што ќе добиеш, а што е тоа што ќе изгубиш, ако не направиш. Ако тоа што ќе добиеш е поголемо од тоа што ќе го изгубиш, ја мислам дека е јасна пораката. Исто така е многу значено на нашата временска линија, значи, дали всушност, ако сме ние денеска, сега тука, ако јас, например, пред една година сум си рекла себе си да направам некоја промена, не сум ја направила и денеска си викам, леле, како не ја направив тогаш промената, тоа ше избежно, ако не направам сега промена, дека по една година ја истото ќе го направам. Пак ќе речам, Марина, како тогаш пак не ја направи промената? Значи, важно е прво да измериме што ние ќе изгубиме, а што ќе добиеме. Да, треба да бидеме подготвени за промена и треба да знаеме кога самите секако сме спремни да ја направиме таа промена. Но најчесто велиме ќе почнем од понеделник или од први. Колку може би давањето на рокови за почеток на некоја промена може да не натера повеќе да ја направиме таа промена. И исто од 1 јануари се историја. Важно е, са ми отиде мислата, значи, не знам, нешто сакам да кажам, меѓутоа, ајде, ќе ми текне. Да, важно е прво, значи, да се сонува големо,
Меѓутоа, кога веќе практично ќе треба да се работи, треба тој сон да се намали во неколку цели. Многу луѓето грешат кои ќе кажат, од утре, значи, или од понеделник почнувам со вежбање и секој ден ќе одам на вежбање. И тоа ќе го издржат 2 недели, максимум месец дена. Ако си речат себе си, ќе одам на вежбање еднаш неделно, тоа ќе го направа тоа. И ќе биде континуитетот многу подолг. Значи, тоа што сакате да го постигнете, важно е да го намалите, за да биде за подсвеста не толку страшно. Инаку подсвеста кој ќе го види, тоа може и да се исплаши. Затоа е важно, исто така целта е важно да се искреира во нашиот ум. Да видите, да направите слика, да слушнете звук, да имате некакво чувство за тоа што сакате да го остварите. Да, велат дека треба навистина добро да се познава човек себе си и своите можности и лимити за токму ова што го рековте, да не се поставуваат можеби понекогаш превисоки цели кои што не демотивираат. Дали всушност е тоа поставување на повисоки цели и нивно зацртување понекогаш знае да донесе најголеми разочарувања и да биде буквално најголема демотивација за нас? Да. Не, јас не би рекла дека не треба да се поставува. Значи, јас морам да ја гледам Марина за 10 години или за 5 години во некој огромен сон. Меѓутоа, тоа е една водилка, како некоја звезда, нели, таму високо на небото. Меѓутоа, за да стигнам до таму, мораш да направиш помали цели, кои што се соодветни со големиот сон. Че не значи дека нормално ти ќе се разочараш себе си, ако постојано ја гледаш големата цела, ништо не правиш за неа. Да, и со еден резервоар гориво не можеме да стигнеме до целта, мораме постојано да го надополнуваме секако. Да, баш така. Со инспирацијата потоа доаѓа мотивацијата, значи работа на себе, меѓутоа познавањето на себе си, ја мислам тоа е истото животно учење. Затоа што се менуваме ние, се менува животот и нови работи имаме за осознавање. Ние не можеме да кажем, сега готово, се научив себе си, толку. Нема крај. Марина, навистина е задоволство кога разговараме со вас на вакви инспиративни теми. Секако дека индивидуалната инспирација е многу значајна, но и колективната инспирација, особено на бизнис полето. Накратко, само пред самиот крај, колку во бизнисот може да делува позитивно инспирацијата која што ја имаат колегите на едно работно место, а заедничка. Тоа е интересно. Инспирацијата на работното место има своји други фактори кои што влијаат. Инспирацијата може да дојде од околината, работната атмосфера. Инспирацијата може да дојде од однесувањето, комуникацијата, стилот на комуникација едни со други. Може да дојде од вредностите кои што ги носи компанијата, од идентитетот, дали вработениот се идентификува со работното место и од личната цел, голема цел на вработениот, не само на компанијата. Значи, на разни полења може да ја потикнеме инспирацијата. Најважно од се е чувството на припадност. Да, ова е една посебно убава тема која што секако може да биде можеби една од нашите наредни за разговор. Во секој случај ви благодариме што пред се и нас овде во студиото секогаш ни ја носите позитивната енергија и инспирацијата. Се надевам и на нашите гледачи и со нетрпение ќе очекуваме кога повторно ќе имаме можност со вас да разговараме. Ви благодарам и на вас. Да, а секако ќе поканиме Охриѓани и оние кои што се наоѓаат близу Охрид, 14 јуни, да бидат дел од инспиративниот караван заедно со Марина Анчевска, НЛП тренер од Центарот за бизнис психологија. А ние тука го завршуваме првиот разговор и продолжуваме понатаму со она што редовно следува по првиот гостин, а тоа е една од анализите која што нашите колеги од информативната редакција ја подготвуваат. Овој пат тоа ќе биде анализата со Анета Додевска. Јас и Јана се враќаме веднаш по вестите во 12 часот.